И здраво, се враќаме во нашата ТВ училница. Овој пат е за час по математика за 6-то оделение, така? Потоа за 7-то ќе имаме. Имаме тука наставничката, ние прв пат се среќаваме, ма мислам дека претходно вие сте предавале на нашите ученици, сте им предавале. Така, може да почнеме? Можеме да почнеме со часот? Или да... Најпрво не кажа дека еден хороскоп имате да прочитате. Имаме еден хороскоп, да го прочитаме Петковиот хороскоп. Овој хороскоп ни го даде Петко и ни кажа да го прочитаме за сите деца. Сакаш ти да читаш? Ајде, можам. Така. Денес сите ѕвезди се спојуваат на едно место. Посебен ден. Денес, верувале или не, ѕвездите велат дека 30 минути ќе скокате во место. О, вау! После тоа, од едната страна на собата до другата страна ќе стигнете скокајки на десна нога и потоа на лева нога. Добро. Се разбира, ќе гледате ТВ училница, ќе ја напишете домашната задача, ќе измерите за колку време сте ја напишале и ќе прочитате 10 страници од вашата лектира или некоја книга по ваш избор. Ќе нацртате нов цртеж и ќе изгледате некој нов цртан филм. Ви посакувам убав ден, ваш Петко. Му благодарам на Петко за овој прекрасен хороскоп. И сето ова ќе го правите по дома, нели? Да. Добро, сега сме спремни за часот. Да, и Петко заборавил дека денес ќе решаваме многу дропки. Дропки, ајде. Дропки. Денес со 600-делинците имаме претварање на дропки во децимален број со делење. Минатиот час видовме како се претвараат дропките во децимален број, но тогаш постапката беше кога имавме именители кои што се содржатели на бројот 100, па ги проширувавме дропките додека да добиеме именител 10 или 100 во зависност од дадената дропка, па на тој начин ги претваравме во децимален број. А денес ќе ги претвараме во децимални броеви со помош на делењето. Одлично. Ќе ми помогнете? Ќе се обидеме. Еве за почеток да ја земеме дропката 1/5. Кој е посебно? Може со хајлајтер, да. Добро. 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 Имаме 1/3, петина, се извинувам. Петина. Опа, имаме некој проблем, само секунда. Хајлајтер. Прво гумичка да избришеме. Аха, да го намалиш. Да го намалам, многу е некако големо. Добро. Добро. Значи имаме 1/5. Петина. Да. Да видиме колку ќе ни биде значи во децимален број, а да ја претвориме во децимален број на тој начин што ќе делиме, затоа што знаеме дека дробната црта не е всушност знак за делење. Па затоа всушност ќе треба бројот 1 да го поделиме настрана со бројот 5. Значи можеме овде, тука, така? да. 1. Добро. Тука, значи да го поделиме со 5. И сега дали се сеќавате на постапката за делење како ќе одиме сега овдека? Значи бидејќи имаме помало бројче. Имаме помало, значи тоа е 0. Така. Запирка. Најпрво вака да дадеме чекор по чекор. Чекор, да. 1 поделено со 5 е 0, па 0 по 5 е 0, значи тука ја запишуваме нулата, па сега одземаме 1 минус 0 е 1. Сега, бидејќи немаме повеќе броеви за спуштање, овдека ставаме запирка, а тука ја допишуваме нулата, бидејќи после запирката смееме да ставаме нули колку сакаме, не ја минува вредноста на бројот. А сега веќе имаме 10 делено на 5, а тоа е 5. 2. Извинете, 2, не е минус. 2. 2 по 5 10. 10. И 10 минус 10 е 0. Ништо нема да ни остане, што значи постапката е завршена и откривме дека 1/5 претворена во децимален број ќе биде 0,2. И можеме да го запишеме тука резултатот, дека тоа ќе биде 0,2. Ана, ќе се обидеш сега 2 петини да ја претвориш? Ајде, може. Само да избришам тоа тука. Значи со целосна постапка вака испишување. Добро. Имаме 2 петини. Така. Од тука 2 ќе го делиме со 5. Така. Од тука 2 бидејќи е помало, одиме 2 делено на 5 е 0, значи само горе. Извинете. Ајде. Горе најпрво. Во резултатот дека добиваме 0. Одиме заперка. 0 по 5. 0 по 5, 0.
Па 2 минус 0 ќе ни останат. Тука 2 минус 0 ќе ни Два. останат 2. 2. Ох, добро. И сега Само да одиме. избришеме да не помислат учениците дека е 20. Така? Така, сега значи горе од како ставивме запирка, тука може да спуштиме 0. Значи доле. Тука. Тука. Па сега имаме 20 делено на 5, а тоа е Тоа е 4. 4. Така. Па сега Значи 4 по 5. 4 по 5 е 20 Така. и тука доле ни останува ништо. Така, бидејќи 20 Значи минус 20. резултатот е 0,4. Запирка 4 Запирка може да 4. го запишеме горе дека 2 петини е еднакво на 0 запирка 4. 4. Ајде да се обидеме со друга. Може. Ајде сега да видиме 3/4 колку ќе биде во децимален број. Само Може да да избришеме. избришеме таблата, да. Кај имаше од Мислам дека новата? има едно што е Да, а нова е така, тоа. Добро. Сега одиме исто хайлайтер. Одиме следно. Сакаш Ајде да. ајде да се смениме да малце? се смениме малце. 3/4 овој пат да видиме. Опа, ова не личи на ништо. Се извинувам. Рековме 3/4. Да. Ајде 3/4. 3/4. 3/4. А за да го направиме Можеме тоа, понамака за да можеме имаме простор за следна задача. 3 Поделено со 4 4 е еднакво. Бидејќи 3 е помало од 4, Така. тука ставаме Така. 0. 0. Како сега? 0 по 4. Така, 0. 0 по 4. 0. 0. Значи овде ќе ги одземеме. Така е. Сега Па овде 3 на минус запирка. 0. 3 минус 0. 3. 3. Таму ставаме запирка. Таму, сега да. А тука ставаме 0. Па сега имаме 30 делено на 4. 30 делено на 4. Тоа ни е Најблиско е бројот. 7,5. Да, значи бидејќи најблиско. цели бројчи не морам. Ама Ќе биде седум. бројот 7. Да, Седум. добро. Ставаме 7. Бидејќи 7 по 4 7 по 4 ќе ни даде е 7 по 4 е 28. така. 20. Ова не е 8. Сега ни останува 2. 28. Така, сега кога ќе одземеме, ни останува 2. ај само малце гумичката за да може да дорешиме тука задачата да не ги збуниме учениците. Ајде, да Ајде јас ќе напишам малку поситно за да може да има простор и 20 да ја. Не ми оди баш ситното. Ева, доволнава? Да. Значи тука имавме 7 по 4. Ова само пуштете ми само запишување, гумичката е се уште активна. Така е. Ова да напишеме во отреската. 7 по 4 се 28. Значи Така. запишуваме тука 28 и одземаме 30 минус 28 ќе ни останат 2. 2. Значи, кога претвараме дробка во децимален број, не може да имаме бројче кој што ќе ни Да. остане. Не остане. Делиме и понатаму. Сега, следна, бидејќи кажавме уште претходно дека кога ќе ја ставиме веќе запирката, позади запирката колку ни требаат нули, толку можеме да спуштаме. Во случајов бидејќи имаме потреба се уште, ќе Дваесет. допишеме Една. уште една нула и го добивме бројот 20. Да, и Е 20. сега веќе 20 делено на 4 е Е 5 и 5 по 4 е 20 и не ни останува и ништо. кога ќе ги одземеме, овдека нема да остане ништо, што значи резултатот е Резултатот ни е Нула. 0,75. така. Во ред. Супер. Може уште една за да ја усовршиме постапкава? Може? Може јас сега. Ајде да. Ајде. Имаме хайлайтер, така за помалку. Која е дробката? Еве, нека биде сега една осмина. Една осмина. Тоа е еднакво на 1 поделено со Добро. Спремни? 8 како две крупчиња, тоа го научив најлесно. 8. Добро. 1 поделено на 8. Еднакво на 0. 0 по 8, 0. Е сега.
1 минус 0 е 1, спуштаме една 0, Така. децимала, така. Предходно ставаме горе Запирка, така. Така. Сега, како? 10 10 делено на 8. Сега тука Најблиско е ќе биде 1, така. 1 по 8, 8. 8, Знакот за минус. Така. 10 минус 8 е 2. така. Спуштаме уште една Така. 0. Сега, 20 поделено на 8 би дошло најблиску 3. Така, не, 2. 2, извинете. 2. 2 по 8, 16. 16. И сега ни остана 4. 4, Па така. спуштаме повторно 0. Ете така. И? Значи, што може само секунда малку да им објасниме на учениците? Значи, што видовме? Не секогаш ќе завршиме само со додавање на една или две нули. Некогаш имаме потреба и по трет пат. Значи, Трет ќе имаме и трета Но можеме децимала. бесконечно толку да одиме има и- нули, бидејќи... така. Значи, сега 40 делено на 8 е 8, така. 5. 5, извинете. Пет 5 по по 8. 8, 40 Минус 30. и еднакво на И кога ќе ги одземеме нема да ни остане ништо, што Нула. значи 1/8 претворена во децимален број. еднакво на ќе биде 0,125. Така. Ова ни беа правилните дробки што ги претваравме. Ајде сега да видиме кога ќе имаме мешан број како ќе постапиме. Еве на пример ако имаме 8,1. Што мислите, што ќе правиме сега? Како ќе претвориме сега? Би сакал да ми објасните, еве јас би Да, сакал ајде да се може да обидам, а вие избришеме да ми таблата. објасните. Ја бришеме таблата, избришена. Добро. Како Еве рекав? вака. 8,1. Што ќе правиме во овој случај? Ќе го претвориме мешаниот број во дробка. Постапка која што учевме на еден од претходните часови. Како се правеше тоа? Поставуваме дробната црта, именителот рековме секогаш се препишува, че долу ќе ни остане петката. И сега како идеше постапката? Па 5 петини ми се потребни. 8, Аха, да, 40 плюс ова една, ќе биде 41 петина. Така. Сега веќе одиме веќе по принципот едноставно. како на претходните дробки. Значи Да. сега 41 ќе треба да го делиме 1 го делиме со 5. 5. Сега 41 Делено на поделено со 5 е 8 Така. најблиско што имаме. 8, ама не е баш точно. Така, 8 по 5 сега 8 по 5 се. е 40. Така, значи ги овде ќе одземаме. напишеме 40 Така. и повторно одземаме па 40. останува 1. Така. Сега тука ставаме запирка. Така. А Додаваме овде 0. одлично, браво, веќе ја запомнивме постапката. Ја 10 запомнивме. делено на 5. 10 делено на 5 е 2, 2 по 5 е 10, 10 минус 10 не останува ништо, значи нашиот конечен резултат за 8 и една Цело една петина, тоа е петина ќе биде? 41 петина е 8,2. Така, и горе го допишуваме само во Се разбира, го имаме конечното решение. Ова не е 8. Не. Јас и бројката 8 не се сакаме денес. 8,2. Ова е 8. Дали може наставничек сега, например, да напишеме некои задачи кои што би биле за домашна работа на учениците Може, секако. од 6 оделенија? Така, Ќе избришеме може само да таблата. избришеме таблата, да ги напишеме задачите и да одиме со следниот час по математика исто така. секако. Еве, за домашна нека ја притворат дробката 2/4 во децимален број. Да имаме потоа 3/8. Супер. Еве и мешани бројови ќе дадеме, нека се 5 цели и 3 петини и може 2 цели и 1/4. Само може да повториме бидејќи само ова еднаш го речевме, како се менува 5 по 5, така е 25 Така, и друг- ова го додавам. Така и доаѓа 28 Врз врз 5. Пет, така, и ова и потоа веќе се вика разложува истата на постапка начин на како- пише. Аха, добро. како претходното. Океј, ви благодарам наставничке. Ние ќе одиме со еден краток џингал, а потоа ќе се вратиме со час по математика за 7 оделенија.